Dobar den, dраги ученици! Најпрво да се представам, јас сум Благица Андова Николова, професор во Средното општинско училиште Лупчо Сандов Кочеве. За денес е предвидено да се работи следнава наставна содржина, геометризација и стилизација кај фигура. Оваа наставна содржина е опфатена со ликовното подрчје цртање. Целите на истата е да ги проширите знаењата за геометризација и стилизација, да ги воочите суштествените елементи кај предметите, да ги упростите и поедноставите формите, односно да ја примените стилизацијата и геометризацијата на форма инспирирана од природата. Стилизацијата подразбира поедноставување на облиците, се задржуваат најсуштествените елементи на формата, а таа е ослободена од детајли. Стилизацијата го прави предметот на уметноста поразбирлив и ја открива само суштината и карактерот на предметот. Може да се стилизира инспирирајќи се, водејќи се по природа, а може стилизацијата да биде измислена. Стилизирани елементи може да се најдат уште од давнешно време, уште од праисторијата, од времето на античка Грција, Египет, Персија. Денес стилизацијата е пат кон декоративното сликарство, авангардата, абстрактната уметност и многу други. Децата се сметаат за најдобри стилисти, затоа што тие најдобро и најбрзо ги воочуваат суштествените елементи на предметите кои што ги представуваат. Исто и аниматорите, затоа тие уште се нарекуваат и деца. На следниот слайд представени се примери за стилизација од различни сфери на уметноста. Првата слика е од сликарството, стилизирана жена во природа. На втората слика представена е флорална стилизација, која што припаѓа на декоративната уметност, односно можеби или по-конкретно на дизајн на текстил. На третата слика представена е илустрација или применета уметност. На овој слайд се представени примери за стилизација во скулптурата. На првата слика е представена стилизирана човечка фигура од Хенри Мур. На втората слика е представена исто така стилизација на човечка фигура на Умберто Бочони, се вика единствени форми на континуитет во простор. И третата слика е стилизирана риба. На овој слайд приметуваме примери од поп-артот или стилизација на ликови, односно портрети, Мерлин Монро, Дейвид Боуи во 4 варијанти. На следниот слайд примери за стилизација инспирирани од природата. Првата слика е буф представен. На буфот е уочлив најсуштествениот елемент, стомакот и очите се представени како со круг, како геометриска форма. Меѓутоа, оваа слика представува комбинација на стилизирани и геометриски форми. Често пати тесна е врската меѓу стилизацијата и геометризацијата и тие се надополнуваат, како што ќе видиме и во следните слайдови. На втората слика имаме илустрација, односно стилизација на коњ, заедно со третата стилизација на куќа, представени се со брзи потези, асоцираат на кроки, ама и крокито може во некој случај да се дефинира како стилизација на форма. Геометризацијата подразбира формата што е предмет на геометризација да се сведе на склоп од геометриски форми. Пол Сезан е представник на постимпресионизмот и тој прв
во модерната уметност почнува да се занимава со анализа и третман на форма и тој ја поставил теоријата се во природата е составено од прости геометриски форми. Оваа теорија ја поддржуваат многу уметнички школи, ликовни академии во реализацијата на фигуративните композиции. Исто како и стилизацијата, геометризацијата го прави предметот на уметноста поразбирлив и ја поедноставува формата. Овде имаме представено примери за геометризација инспирирани од природата. На првата слика е представена една комплексна форма која подразбира склопота повеќе геометриски и кубасти форми, тродимензионално изразена форма. На втората слика е представена плошна или дводимензионална геометризација на лав и третата е можеби графички приказ или стилизација на буф. Предходно спомнавме дека во стилизацијата може да се прави, односно стилизацијата може да биде инспирирана од природата, а може да биде и измислена, истото важи за геометризацијата. За ова сведочи овој слайд на кој што се представени слики кои се плод на креативниот ум на уметникот, односно измислени. Првиот слайд е абстрактна представа, вториот слайд е исто така по абстрактно доживување или представување на човечки лик по видување и доживување на начин како тоа го доживува уметникот. Стилизацијата и геометризацијата се во тесна врска и се надополнуваат една со друга. Тие се присутни во сите сфери на уметноста, а посебно во дизајн. На првата слика имате стилизација, на втората слика имате комбинација од стилизирани и геометриски форми. Истото можете да го сретнете и во други видови дизајни, например во дизајн на текстил, во декоративна уметност, фолклор и така натаму. Ликовно-образовната задача за денес ви е да нацртате две варијанти на една форма од природата, птица или животно. Првата варијанта да биде стилизација на форма, втората варијанта геометризација на форма. Задачата реализирајте ја во цртачка техника, тоа по ваш избор и за крај уживајте во работа.